Добар дан. Добро ми може таму. Па него го оставил овде. Вертикално. Таму пред врата ми го излезе да го работам држава. И ми дражи под закуп да ми го дава он сегмент. Кој е тој? Кривично дело. Кој е тој место? Училиште, тој е во цело Македонија. Ме нуди да ти го дам под Кирио ако сакаш. Он го зел под концесија. А он го зема од Јас за тоа викам, у нашата програма една од првите мерки е генерална ревизија како е доделено земјиште. Ке им се земе и ке се врати на вистинските луѓе. Значи само со промени после избори може да исправиме и оваа неправда. И со тоа како е доделено државното земјиште и на основа на тоа како се делат субвенциите по партиски основи. Ali uvijek уште за 2014 година уште немам добиено ни еден динар субвенции што ги дава министерство за 2,5 денара, што тоа преку 20 тона имам дадено за 2014 година, 15 не 14, уште ни еден денар немам. За овие проблеми вие треба да се Па не, овие проблеми се секојдневни, значи секојдневно доаѓаат луѓе, вакви примери со конкретни решенија, дури со пресуди, правосилни извршни на кои што судот веќе утврдува дека заради административни грешки, заради смислени грешки кои што ги прават и подрачните единици на министерството и на агенцијата за поддршка на земјоделието, па и платежната агенција, смислено се прават административни грешки за да на крај луѓето се одбиваат и да не добијат субвенции, тоест да не добијат и не се исплатат на вистинските луѓе кои што заслужуваат, а на сметка на злоупотребите кои што ги прават кај луѓе и фирми блиски на власта. Вршилот на пшеница и мелница. Зашто не се заштитени земјоделци, по тој цена, например, што вика држава, дали ќе бидат заштитени од 12 денара или 13 или 14 денара или 15, а се увезуе пшеница од Србија. Дали ќе бидат заштитени они и дали ја како откупувач ќе бидат заштитени. Значи рок бија да се откупува жито, прво од Македонија, па после да се увезуе. Дали тој ќе има упреди? Апсолутно. И не само тоа. И во овој период зборевме. Министерот има обврска согласно член 37 од Закон за земјоделство и рурален развој, посебно за пшеница. Кога има пореметување на порудата и порувачката, да врши интервентен откуп. Законот не само за пшеница вели дека министерот може да предложи на влада да се врши интервентен откуп и за било која друга земјоделска култура. Оваа влада ниту еден интервентен откуп нема направено за пшеницата, се со цел да се стабилизираат цените на пазар, кои што се дел од нашата програма. Субвенциите ги зголемуваме од 100 милиони, колку што они зборат дека дават на 160 милиони евра и тие ќе се добиваат на време, тогаш кога на луѓето им се најпотребни и ќе ги добиваат вистинските земјоделци. Ќе направиме ревизија на државната земја во делот на земјата која што дадена на партиски послушници на власта кои што не ја обработуваат, односно се дел од овој организиран систем на злоупотреби. Ќе придонесеме, односно се предвидени многу мерки кои што значат поевтинување на самото земјоделско производство, нешто кое што власт нешто со што не се занимава во целиот овој период. Мора да има зелена нафта, затоа поднесовме закон за зелена нафта, во введувањето на зелената нафта во собрание, кој што они го одбија и тоа е наша обврска во првите 100 дена да го имплементираме. Мора земјоделците да користат нафта која што 50% поевтина, предвидовме начин како ќе реализираме, како ќе се спречат злоупотребите, односно како ќе дојде ова поевтина нафта до вистинските земјоделци. Мора да има поевтино земјоделско производство, поевтини repроматеријали, поевтино ѓубриво и на тој начин да се спуштат трошоците на самото земјоделско производство. Ке инвестираме во системи за наводнување. Нашата програма предвидува 10 милиони годишно за системи за наводнување, но и државата ќе мора да придонесе во цените, стабилизација на цените на земјоделските производи. Затоа предвидуваме пред секој откуп задолжително државата како партнер да биде дел од формирањето на цените на земјоделските производи.